Добро вечер, гледате Отворено студио. Тема на ово издание на Отвореното студио се реакциите по вчерашната посета на премиерот Ципрас и бизнис делегацијата. Отвореното студио го посветуваме на перспективите на економските релации меѓу Северна Македонија и Република Грција. Гости во вечерашното издание на Отвореното студио се Неби Хоџа, председател на Северозападната комора, и Антони Пешев, кој е председавач на собранието на Стопанската комора. Ацо, пред да почнеме со разговорот, да го видиме прилогот кој го подготви колегата Антонио Крстевски за реакциите по вчерашниот форум на бизнисмените во Скопје. Северна Македонија со договорот од Преспа доби силен партнер. Грција е далеку најразвиената земја од соседите, а тоа нашата држава мора да го искористи. Економскиот аналитичар Љупчо Зиков за 1TV вели дека можности за соработка има многу, иако тие беа прекинати долг период поради политичкото прашање. Трговската размена меѓу двете земји во овој момент е многу мала, вели тој, но тоа е знак дека можностите за трговска размена се многу големи. Сега треба да сме многу паметни и многу посветени да почнеме да носиме грчки инвеститори како странски инвеститори во нашата економија. Заради тоа што ним ќе им биде многу поедноставно да го селат капиталот на кратка релација. Значи, во тој дел ние имаме горе-доле многу убава граница помеѓу Македонија и Грција и мислам дека тоа ќе биде едноставно, како велат, френдли граница. Значи, таа ќе биде многу едноставна за комуникација на бизнисот. Тоа и сега се случува, меѓутоа проблемот е што тоа е многу малку. Со еден збор, проценувам дека постојат огромни можности во делот на IT, во делот на земјоделството и преработката на храна. Постои можност во винската индустрија, за joint venture, за заеднички инвестиции. На бизнис форумот кој се одржа во Скопје како дел од посетата на Ципрас, со кого дојдоа 70 на грчки бизнисмени, присуствуваше и поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов. За 1TV тој изјави дека настанот бил многу позитивно примен, со поттик и гаранција дека односите меѓу земјите ќе се одвиваат во позитивна насока. И дека тоа и на дело се покажа од како се потпишал договорот од лани, стопанската соработка меѓу двете земји е покачена за 20 нешто проценти, значи скоро 1 милиарда долари. Да 2018 беше околу 800, пред тоа околу 700, значи на добар пат е да се зголеми таа стопанска соработка. Што се однесува до марките, само сакам да ги охрабрам сите стопанственици, па и од Грција и од Северна Македонија, затоа што гледам и грчки вести. И нивните стопанственици се божи повозбудени околу марките отколку нашите, бидејќи нормално тие е поголема индустријата. Нема потреба од никаква паника, затоа што во текот на оваа година, премиерот рече дека до 15 мај ќе треба да се формира таа експертска група, што ставена и од членови и од Северна Македонија и од Грција. Меѓутоа, тука ќе помагаат и меѓународната организација за стандардизација, Светската организација за интелектуална сопственост, Европската унија и така натаму. Звезди на вчерашниот бизнис форум секако беа Заев и Ципрас. Тие најавија формирање на заеднички комитет за економски прашања, одржување на меѓувладени седници еднаш годишно, потпишаа неколку меморандуми, а најавија и економски бум во енергетиката. Во рамките на мерките за градење доверба произлегува иницијативи, особено во делот на енергетиката, што се веќе во напредна фаза. Имено, сакаме да го реализираме проектот за изградба на гасен интерконектор помеѓу Грција и Република Северна Македонија, што би се проширил и до Србија и Романија, но и до Косово, и би се поврзал со трансадриатскиот гасовод. Балканот може да стане епицентарот, срцето, не само на европски интерес, туку на меѓународен интерес, токму благодарејќи на големите можности кои што се поплачуваат во полето на енергетиката, економијата, како и други полиња. Грчко-македонските делегации разговарали за соработка во областа на железницата, електричната енергија,
телекомуникациите, за изградба на оптички кабел во областа на здравството, за да се овозможи медицински специализации на наши кадри во Грција, како и за поддршка на еколошки стартапи. Они бараат Оставки ние треба да правиме. Да, ова е прилогот кој што го подготви колегата Антонио Крстевски. Господа, бевте ли вие синаке на бизнис форумот во Александар Палас со грчко-македонските бизнисмени? Да, секако. Беше интересно да се биде таму. После долго време толкава збирка на македонски и грчки бизнисмени на едно место. Немало. Немало. Скоро време немало. Имаше селфиња ако премиерите. Немавме селфиња за жал, али беше добро, пријатно. Господин Хоџа? Па мислам дека за прв пат имам таков впечаток дека бизнисот и во време на кризи функционирал, меѓутоа поддршката од политиката е на ниво важно, и мислам дека е битно за овој момент, така да претпоставам дека овој форум ќе влијае позитивно во. Па добро, тука некако и јас и Борјан го и насловивме овој разговор дали е реален или претеран оптимизмот од после преспа, од релаксација на односите и отварање на перспективи уште поголеми на бизнис релациите меѓу Атина и Скопје. Па фактички таа релаксација дали е оптимизмот реален? Политичка, мислам дека би требало во економски аспект да се материализира. Мислам дека ние бизнисмените не гледаме многу пречки во однос на соработката. Само проблемот е што до сега пречките биле од политички аспект. Важна е и политичката клима, сакате така да кажете. Мислам дека со овој договор од Преспа ќе имаме бенефит сите бизнисмени и грците кои што се во Македонија кои инвестирале и кои планира да инвестират, исто така и нашите компании кои соработуваат и исто така увезуваат и извезуваат роба преку Грција како транзит зона преку пристаништето во Солун. Како луѓе од бизнисот, што за вас беше проблем до сега во тие релации, бизнис релации со грчките бизнисмени? И што е тоа што повеќе нема да биде пречка и се отвара пат за да биде поинаку? Да бидем искрени, има малку еуфорија во целата оваа работа. Мислам дека е добар каверап на долг период на политички преговарања и на крај постигнувањето на договорот. Би било добро да биде зачинет и со добра нормална комуникација помеѓу економиите на двете држави. Инаку да бидеме искрени, економијата и бизнисот генерално се секогаш поотворени за комуникација. Значи, у најголемите кризни моменти да, со Грција и бизнисот функционирал. Она што беше интересно дека и коморите добро комуницирале, значи не говорам само за едната комора, сите комори на Солун добро комуницирате со асоциацијата на грчки комори, значи комуникацијата никогаш не престанала. Бизнисот е секогаш тој што ги крши бариерите. И да бидем искрени, не очекувам дека некои драматични работи ќе се случат, освен тоа што за разлика од порано не работиме во илегала. Значи работиме малку со повеќе ентузијазам дека бар политиката ќе пробува или бар ќе имаме право да побараме да асистира во делот на подобрувањето на евентуалните проблеми кои може да настанат. Секако ќе прашате кои се тие проблеми, па и имавме периоди во кои дали официјално, дали неофицијално имавме обструкции на транзитот, имавме обструкции на со пристаништето во Солун, со користењето на железницата. Морам да кажам дека со години не беше реализиран инфраструктурно поврзувањето автопатско на Македонија со Грција, а единствениот излаз на море наш објективно реално е Бургас е далеко, да, пристаништето. Ние изминативе години имавме сериозна активност на сите овие пристаништа во околина. Зборам за Бар, за Бургас, зборам за Драч. Сите, како сега покажа, интензивна желба и комуникација, проба да бидат добра замена за Солун, меѓутоа логиката на нештата говори дека тука нема милост, знаете, водата тече таму каде што е наедно. Да, железнички сме поврзани. Немавме капацитет да ги развиеме алтернативно рутите на коридорот 10. Тоа е она што е клучно, а за коридорот 10 веќе работиме од 93-та година. Јас сум бил уште во министерството кога 90-та година го подпишавме коридорот 10, до денеска нема сериозна реализација. Една од темите, ако добро разбрав на вчерашниот форум, е користењето на пристаништето Лондон во Солун и ако добро разбрав повторно грците даваат и можност да се направи посебен док кој ќе биде за
потребите на македонскиот бизнис. Во која фаза е таа идеја? Па вчера тоа се спомна на форумот и мислам дека би требало грците да имат еден специфичен третман за компаниите кои се со македонски брендови, да кажам, кои што веќе планираат и да извезуваат стока кон Блискиот исток и меѓу континенталните држави, но сепак би додал дека многу е битен како пристаниште, затоа што секое пристаниште за превоз на стоки е поврзано со железнички транспорт, што значи дека другите пристаништа што се во околината го немаме тој пристап и транспортот, железничкиот транспорт е поволен за такви стоки, што мислам дека сепак грчкото пристаниште ќе биде сепак главна како единица или како пристаниште во однос на другите пристаништа и верувам дека барањата од двата премиери од Северна Македонија и од Грчка, дека тоа пристаниште треба да има еден посебен третман за компаниите од Македонија, верувам дека нешто во тој поглед ќе се оствари. Добрите ведувања. Па тоа и го имавме, ние Солунското пристаниште го имавме и тоа е нашиот крвоток. За оние веројатно помладите гледачи не се ни сеќаваат дека Југославија во времето имала слободна трговска зона на пристаништето која е формирана Или Фершпет имаше таму и канцеларија, така нели тоа? Од 23-та до 76-та година сме имале 50 години како бивша Југославија своја транспортна и трговска зона, слободна зона на Солунското пристаниште. Сега постои идеја тоа се врати. Со кратка станка во времето на Втората светска војна. Значи говориме за период во кој Југославија интензивно сработеше. Од 76-та скоро 50 на години ние тргуваме низ Солун на база на комерцијални договори со собствениците на пристаништето кои во еден период беа грчката влада, а сега во последната трансформација на капиталот, тоа е во собственост на 3 компании. Нема кинези, германци, холандези и една кипарска компанија. Они располагаат моментално со пристаништето. Пристаништето има сега моментално е како да кажам купено за вредност од 1 милиарда евра, од кои 600 и нешто милиона евра треба да бидат употребени во реконструкција на капацитетите на пристаништето. Мислам, зашто ние потенцираме тоа? Заради тоа што тоа е она што драматично може да промени вкупната комуникација, заради тоа што бизнисите и овака и онака функционира и претходно, сега веројатно ќе има раст на инвестициите, ќе има претпоставувам поинтензивна соработка, меѓутоа Солунското пристаниште е она кое го носи крвотокот на целата работа. За вашите дали идејата сега да се обнови таа зона која тоа би било идеално. Тоа би било идеално. Во принцип не верувам дека они ќе се откажат. Сега пошто интерес покажува и Русија за тоа пристаниште. Тоа е фактички влезот на Балканот. Клучното пристаниште до кое единствено имаме пристап ако го иземете Бар, кој сепак е малку на страна и комплицирана е железницата таму. Ова е главната комуникација за Балканот. Добро да се каже колкав обем ние окупираме во овој момент на пристаништето. 1/3 од прилика од 27,5% од вкупното што влегува од товарот што проаѓа низ пристаништето е за намене за Македонија и од прилика ќе ви кажам тачно мисля че околу 26.000 контейнери годишно поминуваат наши за Македонија поминуваат низ пристаништето, значи тоа е сериозен промет. Ние сме сериозно заинтересирани како држава тоа да функционира безпрекорно. Да не кажеме дека сме имали периоди каде што ни тактизираат тие докските или лучките работници прават обструкции. Дури се спомна вчера и пристаништето во Атина, значи Переја, да биде дел од користење за нашите компании, затоа што има бродови кои што немаат пристап и не можат да растоварат ваму, можат, значи, друга опција да искористат и да го искористат и пристаништето во Атина. Сепак и Атина е поврзана со железничата, така да мислам дека транспортот железничкиот не би имало голема разлика од Солун и од Атина. Само временскиот треба да се инвестира во железничката инфраструктура. Каде? Во Солун? Од тој целиот коридор до Скопје.
Не, железницата постои, таа е товарна, таа само што не треба да се модернизира. Да се модернизира. Тоа е многу стара. Тоа е устари клучната промена и втората клучна промена која мислам дека предстои, тоа е либерализацијата на железничкиот сообраќај со независни оператори. Она што сега се заговара во Европа е дека очекуваме дека зашто првиот чекор особено према Бугарија е направен, има една компанија која веќе функционира на релација Солунско пристаниште Кулата према Бугарија, која е независна од грчките железници. Тоа значи дека она што го очекуваме во иднина да се промени компletно пазарот за транспорт со железница и да се даде простор за приватни оператори. По принципот на авиокомпаниите кои имаме, значи да не работат само националните превозници, него операторот да биде интегрално на целата траса. Сега не знам колку е тоа интересно за гледачите, меѓутоа тоа е цела една нова филозофија која се заговара во Европа. Добро. Да. Една од стратешките точки кои беа лоцирани на овој форум е и соработката во енергетиката и во таа смисла поврзување на Македонија со оној гасовод кој минува во близина на македонската граница некаде кај Кукуш. Што тоа конкретно треба значи за нас? Ја мислам дека ние веќе сме поврзани со гасоводот преку Бугарија, но цената што ја плаќаме за тој газ е драстично висока и во овој случај кога би можеле да се поврзаме на гасоводот кој е покрај нашата граница во грчкиот дел, значи би имале друга алтернатива и би било поконкурентна и цената и би имале сигурно и подобри услови во овој случај. И таа како инвестиција е доста голема, меѓутоа вреди да се анализира, да се калкулира и во иднина е како проект е во интерес на подобрување и на поевтинување на потрошувачката на компаниите кои што трошат многу енергија во нашата држава. Ако добро разбрав, Македонија треба да биде и транзитен коридор, односно да минува гасот од тој гасовод низ Македонија да оди кон Србија, дури до Романија. Да. Освен гасоводот, колку добро би било кога го споменуваме енергетскиот сектор, да кажеме дека да, премиерот и најави дека највеќе очекува инвестиции тука. Имаме порано нафтовод кој беше наменет за сурова нафта за рафинеријата во Скопје, кој е сега конвертиран во продуктовод. Тоа значи дека би можело низ него да се пушти и директен продукт, значи не би морало да иде сурова нафта која ќе се преработува во нашата рафинерија. Тоа е застанат процес кој сега стои и јас мислам дека тоа е еден од оние процеси кои очекуваат со промената на вкупнава клима во соработка со Грција да биде отворен. Македонија го нема можноста да има дотур на продукти како што е нафта и бензин, низ тој цевковод, веројатно тоа ќе се отвори како прашање. Она што е друго битно, а што го спомна потпредседателот Анѓушев е дека он вети отварање на тендери за фотоволтаични централи. Грците знам дека се заинтересирани за таа работа, многу ги интересира инвестицијата во алтернативни извори на енергија, така да во принцип од тука ли е најавата и оптимизмот на Заев дека највеќе очекува инвестиции во енергетиката? Да, мислам дека, знаете, како ја погледате мапата реална ли е таа негова? Она што е интересно е дека со Грција имаме транспорт на размена на енергија во два правца, значи користиме енергија и даваме енергија. Зашто е тоа така? Заради карактеристиките на географските карактеристики. На грците зима ние користиме повеќе електрична енергија, лето грците порачат електрична енергија. И тука има некаква транзит на енергија и во тој сегмент мислам дека очекувам да има поагилна соработка. Во што би инвестирале? Во малите хидроцентрали? Фотоволтаици, ја мислам фотоволтаици. Мислам дека тоа ќе биде. Се спомна дека до крај на месецов ќе имаме тендер од 62 мегавати, кои ќе бидат, мислам, во служба на бизнисот. Нормално ќе има и наши компании заинтересирани, а исто така грците беа многу заинтересирани од компаниите кои што веќе беа присутни, над 120 грчки компании. Да, кои што беа присутни, голем дел од нив беа од секторот на енергетика. Што значи дека тој бизнис и тој сектор е од најголем интерес за грчките компании. Мислам дека интересна е моментот, што е тоа што го ја прави Македонија интересна, е тоа што Македонија не е покриена со алтернативни извори на енергија, кои генерално
се неповолни за енергетскиот систем на државата, што не генерираат електрична енергија баш тогаш кога ви е најпотребно, него тие мора да се транзитираат, да се пренесуваат, да се складираат или да се пренесуваат. Во Грција тие ресурси се истрошени, максимумите на алтернативни извори се веќе до тоа ниво да они немаат многу простор за понатамошно ширење на таа работа. Така за нив ќе биде интересно ако се отвори енергетскиот пазар, да. Затоа што Македонија уште има капацитети за алтернативни извори на енергија. Една од стратешките области која беше потенцирана на овој форум се телекомуникациите, но ја мора да признам како лаик во тој дел, во која сфера би можело да се одвива, кои се деталите каде што таа соработка можела да се одвива меѓу економиите на двете земји кога станува збор за телекомуникациите? Добре, тоа некако мој сегмент доаѓа. Искрено да видам, Грција беше тука присутна со Космофон и мислам дека целата таа групација ја испушти приликата да биде доминантен на телеком оператор заради политички, повторно заради политички принципи. Она што е битно е дека сега ВИП доаѓа под контрола на А1. Тоа значи дека ќе имаме ново прегрупирање на телеком секторот. Тоа што веројатно грците ќе пробаат да направат, а што за нас е интересно, е веројатно брз влез на гигабитните мрежи. Она што е брзите мрежи кај нас Македонија е изоставена од таа мапа на брзи мрежи. Грција би можела тука преку Грција. Ама грците имаат слаб интернет? Не е така. Јас имам такво искуство. Не е така, не. Да, не е така. А тоа постои во Грција. Постои. Слаб интернет кога е преоптеретен во делот на Да, гигабитните мрежи, говориме за новата генерација на брзи Што овозможуваат тие гигабитни мрежи? Апсолутно, комплетно новата генерација на транзит на податоците, пошто ако дури денеска во Македонија, главните ликови, конкретно знам за ВИП, главните комуникацијски линкови идат до Виена и назад. Па ВИП е нели Карлос Слим? Од ВИП во ВИП, не знам дали од ВИП во ВИП. Оди преку Виена. Иде преку Виена и се враќа назад. Значи, за што говориме? Говориме за новата генерација на телеком линкови кои се од сосема друга брзина. И доколку би се воспоставила таа соработка со Грција, веројатно ќе поевтинат услугите. Реконструкција на железницата ќе го наметне тоа. Железницата е идеална траса за веќе е направен договор за поевтинување на роамингот на македонските оператори, мислам корисници во Грција. А мислам дека во иднина сите балкански држави и во Берлинскиот процес е спомнато дека би требало да имат слободна комуникација како што се во Европската Унија, значи без роаминг. Тоа е еден следен чекор, меѓутоа кога би требало ние да видиме тие што... Синоќе преку 200 македонски бизнисмени имаше на тој форум. Мислам дека нашиве бизнисмени понудивте нешто интерес некој за во Грција да инвестирате или само чекаме некој да дојде. Крупните бизниси не се случуваат на форумите. Да. Јас мислам дека вчера беше како се вика една декларативна поддршка на вкупниот процес на како затоплување на релациите Скопје-Атина. Она што е битно да кажам дека ја не делам толку оптимистички чувства дека тоа ќе биде бум некој. Али ми се допаѓа дека после долго време имаме позитивна клима на комуникацијата. Јас би сакал да бидам внимателен, значи би бил малку резервиран, со обзир на тоа дека имаме нови избори во Европската Унија, имаме избори и имаме и во Грција. Како се може да се промена на политичката клима, ние сме го доживеале тоа. Ние сме имале ситуација во која одеднаш со една промена на политичката клима во Грција, нас се дешава куштус. И сега, знаете како, ние цело време се држиме конзервативно, внимателни сме да не правиме грешка во Македонија, цело време ги караме опозиција, зашто се толку оштри према тој процес на договарање, од друга страна не гледаме што може да се случи во Грција. Некаква чудна политичка разврска може да донесе мега промена. И знаете како, не мора да биде официализирана. Ние сме доживеале и неофицијални ембарго од грчка страна, кога они не кажуваат ништо, а нешто не функционира. Штрајкуваат. А нема штрајкуваат царината или штрајкуваат за размена. Земјоделието исто така е стратешка област нотирана како потенцијал за соработка. Колку тука македонските фирми можат да го искористат грчкиот пазар, кој е сепак голем пазар, за да се пробијат со земјоделски производи. Во што е Македонија и има известна грците предност. Значи, не спеам да говорам сега, веројатно, мислам дека земјоделието во Македонија е во сериозна криза во овој момент.
првенствено би требало ние да седнеме дома, да се завршиме нашата домашна задача, Тоа да кажеме секако, тоа е на страна. што е она што за нас е од интерес. Кои се перспективите кои Што е она што е за нас интересно? Дали остануваме стратешки со тутунот, дали остануваме стратешки со виното, дали остануваме стратешки ќе идеме у земјоделие или ќе идеме у сточарство, ќе развиваме, значи во Македонија толку е екстензивна таа политика што уствари се влечеат некакви рецидиви од пред не знам колку децени. И мислам дека во Македонија не седнавме сите овие години да направиме една сериозна стратегија што е македонски интерес. Дали продажбата на дали остануваме тврдо на оние стари култури кои ги имаме, дали ќе менуваме култури, дали може да имаме поелегантна, дали ќе идеме према оранжериско производство, зашто рано гранерски ние мора да имаме и производи кои што можеме на европскиот пазар да ги изнесеме. Прво од пакувањето, од сортирањето, од сето тоа. Ние тоа го немаме. Ако правиме жито, проба да направиме производство на мега производство на жито во Македонија, ќе налетаме на сериозни проблеми. Нити имаме такви територии што може да бидат конкурентни за да треба да го имаме, треба. Меѓутоа не седнавме и не слушнавме. Нити во претходниот политички гарнитури, нити сега за стратегијата за тоа каде иде македонското земјоделие. Втора работа, субвенциите се само за носење на гласач. Социјална димензија имаат. Да, и јас мислам исто. Не ја носат структурата. Ние уште не им дадовме на земјоделците чиста слика за тоа каде треба да се усмерат, затоа што они работат по принципот на сигнали кои им ги дава државата. И во регионот ние како земјоделие, значи имаме заостаток во однос на државите во регионот. Пример, знаеме дека преспанскиот дел беше познат по јаболкото што го извезувавме. Сега од другата страна на границата, фактички Албанија со поддршка и со субвенции порасна и веќе се големи извозници на производи. Затворија косовскиот пазар. Да, фактички тие направија бум во земјоделието и треба да размислиме стварно на вистина како да се направи стратегија, пошто имаме погодна клима, а не ја искористуваме до максимум. Значи со стратегија која што треба да искористиме за земјоделието, стварно заостануваме доста во регионот. Пред да продолжиме да видиме и коментарот на еден колега ваш од Грција, господинот Арис Влахос. I would say that until now the business relation between Мора да кажам дека и досега комуникациите и соработката помеѓу бизнис заедницата во двете земји беше добра. Што очекуваме сега по последните случувања? Да се подобри уште повеќе добрата клима која веќе постои меѓу двете бизнис заедници. Грција е присутна во Северна Македонија во последните 20 години како инвеститор. Ќе се обидам да ви објаснам. Грчките компании инвестираат директно или индиректно тука повеќе од 1 билион евра. Тоа е импресивно. Грција е присутна во сите сектори во бизнис животот на земјата. Енергијата, банкарството, храна и пијалоци. Од секогаш вашата земја била дестинација на грчки инвестиции. Сумите кои се вложуваат се големи. Грците се присутни тука и ќе бидат присутни уште повеќе. Вие знаете и сте свесни дека постојат големи грчки компании кои се присутни во земјата во последните децении. Околу проширувањето на пристаништето во Солун, можам да кажам дека тој е од големо значење, не само за Северна Македонија, туку и за целиот регион. Сепак, од она што јас го знам, но и од она што сите го знаеме, Северна Македонија е еден од најголемите клиенти на ова пристаниште во Солун. Се разбира дека ова е подобрување на односите ќе го зголеми волуменот на работа помеѓу двата соседа. Она што исто така мора да кажам е дека Комисијата за трговски марки, која ќе се формира овој мај, е многу важна. Експертите од двете страни ќе седнат заедно со представници од двете влади и ќе ги посочат сите проблеми кои ние ги слушаме изминатите денови и месеци со намера да ги решат. Ова е важно за компаниите од двете страни. Ова е проблем кој мора да се реши. Сега конечно мислам дека се има добра намера ова прашање конечно да биде решено. Дали спогодбата беше добра за бизнис заедницата? Преспанскиот договор беше тежок компромис. Тоа е точно. Тоа треба да го сватиме и прифатиме. Но од друга страна, сите тешки одлуки содржат политички влог. All difficult decisions containing political cost. Извинувам, продолжуваме понатаму околу трговската размена. Да.
и доминацијата на грчкиот бизнис во Македонија. Може ли да очекуваме сега прилив на грчки фирми да се регистрираат во Македонија? Бидејќи им се поевтини трошоци и така натаму. Тешко е. Како ние во Бугарија. Регионално Македонија сега не е најдобрата дестинација за одделот на даноци и така. Сите конкурентни држави во околината го копира моделот што имаше Македонија во миналото, со рамен данок и ниски даночни ставки, така да уствари Македонија не е конкурент во овој момент даночен рај. А кој? Повесме во Бугарија? Мислам не, сега пазите, конкуренција ни и Србија, грците имаат со србите исклучително добри релации. Говориме за ние сме и близко. Бугарија им е исклучително поволна, Бугарија исто има поволни услови за нив. Најголем дел од инвестициите грчки во изминатиот период беа фокусирани на Бугарија. Значи, па и во Албанија имаат. Па и во Албанија. Знаете што? Регионот е едно. И она што е битно се заклучи дека ние уствари не треба да се залажуваме дека ние можеме да си правиме што сакаме, да не гледаме што прават комшиите. Они го симна даноците кога почнавме ние да предничиме со ниски даноци и кога почнавме да привлекуваме странски инвестиции. Затоа треба да биде многу внимателен. Кога се носи оценката дека некој закон може да наруши бизнис климата, ние не говориме против одредена влада или низината политика. Ние само сигнализираме дека тоа може да влие на нашата математика. Да, на конкурентската можност. Во математика. Кога го кажувавме сите комори заедно, кога го кажувавме тоа, некако мислеа дека кога се буневте за данок пари да заработиме, да, даноците ни биле многу високи, веќе потрошите малку пари повеќе дајте на работниците. Не е таква ситуацијата. Она што го говориме сега, кога доаѓа истиот сигнал од германската комора, одма се дига ручна, одма се дига аларм. Значи, тоа што го говоревме пред донесењето законот, германците го кажа постфестно. И значи не може и да правите малку социјална демагогија и да правите атрактивна бизнис дестинација. Едното со другото се потираат и затоа треба да се биде многу внимателен и можда не треба се брзоплето да се носат одлуки. Значи претходната власт имаше економски промотери низ многу држави во Европската унија и во Америка. Меѓутоа, поентата зашто доаѓа странските инвеститори беше митот на ефтина данокот, другите услови и ефтината работна сила. Меѓутоа, како што рече Тони, значи сите држави во регионот ги изедначија условите за странските инвеститори. Сега фактички теренот е со исти услови, меѓутоа другиот проблем што се појавува е бројот или вработени за тие компании. Сега младите ни бегаат од државата и компаниите кои веќе планираат да инвестираат со 500.000, 2.000 вработени, единствениот проблем им е работната сила. Значи, и во тоа прашање треба да се размислува, пошто тука се бројот на искусни млади веќе ја напуштаат државата и тука треба да се размислува, да се политиката да се насочи да креираме кадар за компании кои што би дошле да инвестираат. Ама секој што ќе дојде да инвестира сака помалку да плаќа. Врските кои произлезе од овој форум, ако добро разбрав, е формирање на заеднички комитет. Тоа ќе биде заеднички комитет, како ќе биде дизајниран прво, тоа ќе биде представници на институции и бизнисмени, коморите, вие како се Предпоставувам дека финалната форма на комитетот не е дефинирана, но што е битно и што не очекува како голем проблем, тоа е дефиницијата на трговските марки. Она што ќе биде еден од клучните проблеми и мислам кој е оставено некако во 3 години на договорањето. Тој комитет ќе треба да го решава. Сега ќе треба некој да го реши. Ние мора да имаме заедничко тело. За 3 години што е комисија фактички. Пазите, проблемот Made in Macedonија е сериозен проблем. Она што не е оставено како отворено, меѓу другото. И сега кога слушнате премиерот Ципрас има такви прашања од неговите новинарите од неговата држава. Што правиме со трговските марки? Значи, сега имаме чудна ситуација. Ќе имаме Made in Macedonија наш знак. Грците инсистираат тоа да не биде само Made in Macedonија. И сега треба да се најде некоја паметна солуција што понатаму. Или македонско вино, македонско. Значи имаме реален проблем. Овој пат не е само формален проблемот. Реален проблем на дефинирање на Тоа не е решено дефинитивно во Преспанскиот договор. Јас не видов конечно решение. Сега остана дека тоа ќе се дефинира во следниот период и токму заради тоа е процес кој што ќе трае за комитетот, или комисија, како ќе се нарекува. Сега вие номинирате ваши представници во тоа или немате уште немаме јасна слика, меѓутоа ние како комори би требало да бидеме вклучени поради тоа што сите наши компании што се членки што известуваат, фактички треба да се информираат и да се поддржат. Од друга страна,
Тоа се екстра трошоци за компаниите кои веќе имат брендови и најдобро е тет-а-тет, бизнисмените да се договарат. Да ви кажам, има сериозен проблемот. Ако видите отпорот во Северна Грција, Македонија, грчката Македонија, е тоа дека кај нив токму тоа е. Кој е виното од Македонија? Ви имате уште вино кој се вика Македоникос. Сега се продава у Грција. Има многу брендови со... Имаме такви реални проблеми и мислам дека токму едно од клучните прашања околу кои ќе се кршат копијата ќе биде употребата на Made in Добро, во Macedonia. Преспанска, колку што знам, има дека за 3 години треба тоа да се реши. Тоа е процес да се реши. Ама тоа е ќе чекаме ќе мора да се вклучат сите актери да го економски решат. функционираме, не може да функционираме после 3 години да чекаме. Имате проблеми. Документите мора да имаат потекло на робата. И знаете како? Пазите, има не е ова уникатен случај. Ние имаме ситуацијата дека Made in Korea во овој момент е собственост на Јужна Кореја. Не и на Северна. Не и на Северна Кореја. И сега иста ситуација. Кога кажете Made in Korea се подразбира дека се тоа производи од Јужна Кореја, не од Северна Кореја. И сега теоретски добра вест е за нив дека да кажеме Северна Кореја не извезува многу или скоро ништо не извезува во светот, па го нема тој проблем. Поставуваме придавката е поголемиот проблем. Дали ќе можеме да го пласираме например виното како македонско вино што е бренд или северно македонско вино или ќе треба тоа да оди тоа ќе го решат што треба се. Не, прашањето до вас ми е политичарите на извесен начин го деблокира политичката блокада е одстранета. Сега претпоставувам и на вас е да имате иницијатива како понатаму во продлабочување на бизнис соработката. Дали во таа смисла имате идеи, иницијативи кои сметате дека треба да, бидејќи на крајот краиштата не се тие владите кои треба да кажат како треба да се одвива бизнис. Сега во моментот имаме економски дефицит со Грчка некаде околу 30%. Со тоа што овој период, додека се ребрендираат нашите производи, кои што се потенцијални за извоз за Грција, ќе порасне уште. Затоа би требало тоа побрзо и поинтензивно да се работи, за да се временски да можеме да не губиме и во тој дефицит да го намалиме. Во овој случај ние би имале загуби. Дали уопшто сте разговарале како комори со владата околу сите овие проблеми? Зборувам унилатерално меѓу вас. Виде, мислам дека доскоро проблемот беше решен. Ние ги добивме МКД кодовите одма после 90-те години. И ти остануваат. Тие остануваат. Она што е битно е како ќе се третира и со која флексибилност ќе се третира тој проблем. Очекувам дека и од нивна страна ќе има некаква флексибилност. Инаку ако биде тврдата позиција дека македонското вино не може да биде ни едно вино што освен од тоа што е во Северна Грција, тоа ќе биде голем проблем. Во принцип или ќе го третираме проблемот на регионалната застапеност, па ќе направиме еден поширок бренд кој географски ќе определува целата територија на Македонија, па ќе имаме македонско вино од вкупнава оваа територија или ќе најдеме начин или во спротивно не очекувам дека ќе има многу толеранција, особено од грчка страна. Малку сум изненаден дека има впечаток како да коморите и бизнисмените кај нас воопшто не сте разговарале до сега за овие проблеми со владата. Па владата беше запатена со надворешна политика. Знаете како маргинално е оставено прашањето. Решавајќи ги сите останати проблеми политички, прашањето за брендовите и марките некако остана на маргините на договорање. И не зборувам сега само за брендовите и марките, зборувам воопшто за иницијативите кои треба да дојдат од наша страна за да е поголем ќарот од тоа продлабочување на бизнис релациите меѓу Грција и Македонија. Ја не слушнав дека коморите биле консултирани воопшто не сме биле консултирани и затоа мислам дека би требало и редно е во ова прашање да бидеме вклучени поради тоа што стварно би придонеле во тоа. Немавте комисија ќе биде ниво организацијата на форумот? Не. Активно бевме вклучени во форумот. Ние го подржуваме форумот. Не, во неговата организација, што ќе се расправа, што ќе се дискутира. Ние говориме за решавање на проблемите. Знаете како, ние со тие луѓе се познаваме и добро комуницираме. Таму го Влахос го видов сега на Влахос сме
нон-стоп заедно. Значи не збориме за проблеми кои реално земено ние комуникацијата ни е добра со грчките партнери генерално. Она што е проблем дека ќе дојде момент кога ќе треба да се решат практични проблеми. Како што беше прашање решавањето на проблемот за меѓународната употреба на името. И треба да ги решават институциите. Но вие сте тие кои најдобро го знаете состојбата на теренот и треба да вие сте тие кои барате како да се, односно што да се реши. Пазите, ние сме у добрата позиција сега. Нас не може да ни го забрани до овој момент. Употребата на брендовите и марките е загарантирана со нашите брендови кои се легални. Ако се побара промена, тогаш ќе биде проблемот. А дека од сега натаму, дека веројатно нема така лесно да се одобрува ново регистрирање на такви марки, очекувам дека нема да биде толку поедноставно. А до сегашните и прашањето е дали ќе биде тоа само за извоз кон Република Грција или општо за целиот свет. Добро, во времето на Георгиевски ми се чини владата влезе многу грчки капитал, грчки бизнисмени влегува во Македонија. Ако се сеќавам добро, тогаш Скопска цементарница, Прилепскиот мермерен комбинат, Космофон, Окта, влегува многу 99 во приватизација. Да, тоа беше јас мислам дека 60% од економијата во Македонија во еден краток временски период беше контролиран што директно од грчки, што индиректно од прогрчки инвеститори или полуинвеститори или joint venture компании. Така да тоа беше уствари пикот на изложеноста наша. Ни сите овие години некако тоа заради и повторно внимание. Тоа се случи, промената се случи заради политичка одлука во Грција. Да. Тоа се поклапа со годините кога Грција играше топло-ладно. Да не забораваме дека сме имале трговско ембарго без никаков основ, на кое се супроставија сите европски држави и Америка. Ние имавме 93-94 година тврдо ембарго како најсилно орудие против екзистенцијата на Македонија. Владата на Андреј Стариот. Андреј, како си такво жестоко ембарго да стави, ние останавме со еден танкер во Солунско пристаниште без можност да го истовариме. Па после баравме алтернативи во Турција, па баравме, како си Турција тогаш помогна со Текир да ги чекмеше. Значи имаме сериозни проблеми. Сите овие години, на страна од политичките случувања, економијата трпи сериозни губитоци, затоа што ствари никош не е прашана. Постфестум се решаваат проблеми, да од кога ќе се напластат или ќе ни се соберат камиони на граница. Или да, после тој период низ годиниве влегува ама мали инвеститори во текстилот, во не сериозно. Кога доаѓате скришно или со тоа е она промената. Ако доаѓате скришно без знаење на вашата влада, тогаш е непријатно. Тогаш уствари дома сте обвинети зашто инвестирате во Македонија. А иначе во принцип ако сега со променава глобална, ако се они под како да кажеме, затоплена политичка клима, да. Може ќе ја променат свој став. Добро, мора да прекинеме тука. После нас е печатна неделата, гостин е премиерот Зоран Заев, можеби ќе стане збори за оваа бизнис соработка и односите и комисијата кога мисли да ја формира. Пешев, Хоџа, ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Ви благодарам и на вас и до гледање. Останете со 1 ТВ, се разбира, следи Сашо Ордановски со премиерот Зоран Заев.